Добро вечер. Втор дневник на Канал Плюс телевизија. За почеток да ги погледнеме настаните кои го одбележаа денешниот ден. Македонските политички лидери постигнаа договор. Надмината е политичката криза. Избори ќе има на 24 април едната година. Европските перспективи на државата не се загрозени, изјави премиерот Груевски. Проектот Македонија вработува е успешен проект на владата на Република Македонија. Досега се вработени на 3500 лица во државата, 220 се вработени во Штип. Започна реконструкцијата на меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Штип. Наскоро ќе биде отворен првиот центар за аутизам на истокот. Македонските политички лидери со посредство на еврокомесарот Јоханес Хан ноќеска постигнаа договор за излез од кризата. Политичката криза во Македонија е надмината. СДСМ не успеа да ги избегне изборите кои се договорени да се одржат на 24 април идната година. Европските перспективи за Република Македонија остануваат отворени, изјави премиерот Никола Груевски. Вчера вечер во Скопје со учество на представници на 4 политички партии и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан е постигнат договор со кој се надминува политичката криза во земјата. Можам да ви кажам дека постигнавме договор, потпишан од лидерите на најголемите 4 партии и задоволен сум од постигнатото, изјави Хан по средбата со лидерите на ВМРО ДПМН Никола Груевски, на СДСМ Зоран Заев, на ДУИ Али Ахмети и на ДПА Мендух Тачи. Клучно во овие преговори е постигнатиот договор за предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат во април наредната година. Искажувајќи задоволство од постигнатиот договор, премиерот Груевски ги потенцираше следните поединости. Во нашиот случај ова ќе значи дека ВМРО ДПМН ќе номинира привремен премиер за период од 100 дена, почнувајќи од 15 јануари 2016 до изборите кои ќе се одржат на 24 април 2016. За да не може некој да има алиби и изговори за резултатите од изборите, се согласивме почнувајќи од 20 октомври, па до изборите, СДСМ по преходна консултација со ВМРО ДПМН и со ДУИ да даде предлог за технички министер за внатрешни работи, што значи личност која на никој начин не се поврзува со ниту една политичка партија. Воедно, отворивме можност СДСМ да предложи министер за труд и социјална политика од истиот датум. Истовремено, во овие две министерства, ВМРО ДПМН ќе именува своји заменици и министри со право на увид и вето за сите прашања поврзани со изборите. Такви заменици министри ќе бидат номинирани од страна на СДСМ во Министерствата за финансии, земјоделство и Министерството за информатичко општество и администрација. Сите преостанати сегашни министри на ВМРО ДПМН ќе останат во владата до денот на изборите. Задоволен после преговорите беше и лидерот на СДСМ Зоран Заев. СДСМ и опозицијата влегуваат во 5 министерства. Социјалдемократскиот сојуз ќе го предложи новиот министер за внатрешни работи. Покрај Министерството за внатрешни работи, СДСМ и опозицијата ќе предложат и министер за труд и социјална политика, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за информатичко општество. СДСМ ќе назначи заменици министри со право на вето. Ќе биде избран специјален јавен обвинител кој што ќе биде задолжен да спроведе истрага за содржините, доказите и аргументите од проектот Вистината за Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и опозицијата на почетокот на септември ќе се врати во парламентот и активно ќе учествува во целосно спроведување на сите сегменти од постигнатиот договор во насока на неопходните промени во критичните области нотирани во сите меѓународни извештаи и имплементирани и запишани во овој договор. Преку проектот Македонија вработува досега вработени се над 3500 лица во државата, со што проектот е повеќе од успешен, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов при денешната посета на Штипскиот центар за социјални работи. Во Штип преку овој проект досега се имаат вработено 202 лица.
Проектот Македонија вработува продолжува да се реализира и понатаму со значителни и позитивни резултати во сите општини низ земјава. Од кога е во реализација овој проект, досега се вработени над 3500 граѓани. Во Штип преку овој проект досега се имаат вработено 220, што е вистински показател за успешноста на овој проект и токму тука во општина Штип да се помогне на 202 семејства во период од 2,5 месеци побрзо и полесно да стигнат до работа, да стигнат до средства за екзистенција и до редовно работно место, на вистина значи многу и токму поради тоа ќе продолжи проектот и понатаму. Токму поради позитивните резултати на проектот Македонија вработува, министерот ги повика приватните компании да се вклучат во него и да помогнат на невработените лица да се вработат, да отворат нови работни места и на тој начин ќе помогнат и на македонската економија. Во источниот регион во месец мај издадени се 22 одобренија за градба. Најмногу се гради во Делчево и Пробиштип. Ниту едно одобрение за градба во овој период нема во општините Виница, Карбинци и Пехчево. Во источниот регион во месец мај се издадени вкупно 22 одобренија за градба. Најмногу се градело во Делчево и Пробиштип, каде што службите на одделението за градежни работи издале во овие две општини по 6 одобренија на физички и деловни субјекти. Во Берово се издадени 4 одобренија, во Кочани 2, а во Штип, Зрновци, Чешиново, Облешево и Македонска Каменица за месец мај се одобрени само по едно одобрение за градба и тоа на физичко лице. Ниту едно одобрение за градба немаат општините Виница, Карбинци и Пехчево. Инаку според податоците на Државниот завод за статистика, во мај 2015 се издадени 186 одобренија за градење, што е за 4,1% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 4.397.718 денари, што е за 24,8% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 128 или 68,8% се наменети за објекти од висока градба, 23 или 12,4% за објекти од ниска градба и 35% или 18,8% за објекти за реконструкција. Од вкупно 186 објекти на 137, што е вкупно 73,7%, како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 49 објекти, 26,3% инвеститори се деловни субјекти. Започна реконструкцијата на меѓуопштинските центри за социјални работи во Штип. Градежните зафати треба да завршат во септември. Наскоро Истокот ќе добие прв центар за аутизам лоциран во Штип. Наскоро ќе се реконструира и Агенцијата за вработување во Штип. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денес беше во посета на Центарот за социјална работа во Штип, за да направи увид во градежните активности за целосно реновирање и реконструкција на објектот во кој што е сместен Центарот за социјални работи во Штип. Се работи за објект кој што е изграден во далечната 1949 година, за кој постои потреба од целосна реконструкција. Средства обезбедивме од Светската банка и веќе денес започнуваат градежните активности. Очекуваме до почетокот на септември месец овој објект да добие сосема друг, нов, модерен изглед, сосема нови, модерни и квалитетни простории во кои што граѓаните ќе можат да ги остваруваат своите права и услуги, меѓутоа исто така и вработените да имаат значително поквалитетни услови за работа. Исто така овој објект потоа ќе биде опремен целосно со нов мебел и нова опрема и ќе има еден значително подобар изглед и подобра функција. Издвоени се околу 7 милиони денари за целосна негова реконструкција, сосема нова енергетска ефикасна фасада, нова дограма, исто така нов систем за грејење, видеонадзор и целосно нова опрема. Наскоро ќе започне и третата фаза на реновирање на 18 центри за социјална работа во земјава, со пари од ИПА програмата. ИПА програмата дополнително овде во Штип исто така би сакал да истакнам дека во завршна фаза исто така и дневниот центар за деца со аутизам, а дополнително би сакал да најавам дека и како резултат од проектот за реновирање на центрите за вработување веќе е потпишан договор со фирма, со изведувач преку ИПА програмата и набрзо ќе се започне со реконструкција
реконструкција и реновирање на 12 центри за социјална работа, меѓу кои што и центарот за вработување овде во Штип. Реконструкција на еден ваков објект е значајно за корисниците на социјалните бенефити, но цел ни е што помалку да се користат услугите на Центарот за социјални работи, вели градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев. Значи да ги вработиме сите. Моментално во нашиот град има некаде околу 2000 невработени, но истовремено увезуваме некаде работна сила од 2000 лица кои доаѓаат од другите градови. Следните 2 години во нашиот град, нашите очекувања се дека ќе имаме само 500 невработени. Мило ќе ми биде што Центарот за аутизам конечно ќе поработи. Некаде околу 30 наши деца ќе бидат комплетно згрижени и ние сме на некој начин лидери во Република Македонија, бидејќи тоа ќе биде прв таков центар во Република Македонија кој се отвора благодарение на големата поддршка на владата и на Министерството за труд и социјална политика. Центарот за социјални работи се прилагодуваше на досегашните услови и непречно работеше, за да ги задоволи потребите на сите баратели на услуги од ваков карактер. Се надеваме дека ќе овозможиме подобри услови како за вработените, така и за корисниците на услугите од социјалните права и социјалните услуги. Во постапка на реновирање се и центрите за социјални работи во Прилеп, Битола и Охрид, а во рамки на втората фаза веќе се заврши реконструкцијата на центрите во Крушево и Демирхисар. Започна асфалтирањето на регионалниот пат меѓу селата Жиганци и Пишица. Се работи за делница околу 1,5 километар, чија асфалтирање треба да заврши неделава. Средствата за доизградба и асфалтирање на патот се обезбедени од јавното претпријатие за државни патишта. Механизацијата на јавното претпријатие Македонија пат започна со асфалтирање на регионалниот пат помеѓу селата Жиганци и Пишица. Се работи за делница долга околу 1,5 километар, која поминува и по ново изградениот сообраќаен мост преку Злетовска река, чија изградба беше завршена неодамна. Широчината на асфалтниот коловоз изнесува 5 метри, со по половина метар помошна земјина површина од двете страни. Денеска се наоѓаме на местото, поточно на патниот правец, поврзување меѓу село Жиганци и меѓу село Пишица, или поточно на регионалниот пат 2342. Веќе активно се работи на овој пат, како што самите гледате, започнува со асфалтирањето и на некој начин представува еден најголем бенефит кој после 100 години, може се каже, до сега не е имало ваков пат, поврзување меѓу општините Чешиново, Влешово и Пробиштип. Се надевам дека овој пат ќе представува еден голем бенефит и за општината Чешиново, Влешово и за општината Пробиштип, вклучително за сите сами и за самите жители. Со ова нешто веќе представува ни големо задоволство со тоа што економскиот развој се надевам дека ќе биде уште поголем меѓу овие населени места и едно поврзување меѓу две соседни општини кои беа оддалечени со многу доста поголема километраж. Овој проект е финансиран од Агенцијата за државни патишта, а изведувачи се Македонија пат. Инвестиција вредна 24 милиони денари. Странците летово доцнат или не доаѓаат, а доцнати свадбите и крштевките во храмот Свети Архангел Михаел во Виница. Наместо од Петроден, сега термините за престој се поместија од Илинден до Голема Богородица. Времињата се менуваат и правилата на игра. Тркалото наречено живот се менува согласно брзината на времето во кое живееме, а пред кое човекот станува се понемоќен да спречи или барем да го забави процесот. Пред Петровден, Виница беше местото кое го полнеше носталгијата на иселениците кои ги има секаде, а најмногу во Италија. Обично јули беше месецот кога од понеделник до недела немаше слободен термин за свадба во локалните ресторани или за крштевка. Меѓутоа, сега најверојатно датумот го поместија странците и со свадбите и со крштевките ќе се стартува од крајот на јули и почетокот на август, па се до Богородица. Бројките на храмот Свети Архангел Михаел потврлија летово, ако лани во овие два свадбарски месеци имаше од 25 до 30 венчавки, сега од 25 јули до 28 август се закажани 19 свадби, а само 9 крштевки, додека минатото лето биле крстени 37 дечиња. Крштевките дефинитивно се намалуваат, бидејќи овој чин се повеќе се практикува и во православните цркви на Запад. Колку за илустрација, само во Словенија од почетокот на годината се крстени 40 деца од македонскиот исток, а во Италија и многу повеќе.
Бројките воопшто не се изненадување, свесни за процентот на иселување од истокот. Меѓутоа, симптоматичен е се послабиот интерес на нашите иселеници да навраќаат во родните места, а уште помалку да градат, како што беше пред 3 до 4 години. Но затоа пак со разводите се постигнуваат рекордни бројки како никогаш досега. Од 45 разводи на ниво на општина, дури 30 се нашенци кои живеат претежно во Италија. Боровата шума е со најголем ризик за пожари. Од Делчевската територијална противпожарна единица апелираат граѓаните да бидат крајно внимателни при движењето во шумите. Делчевските пожарникари за среќа засега без посериозни интервенции на терен. Најголем одбранбен фактор што се однесува до пожарите, досега беше се уште зелената вегетација. Досега територијалната противпожарна единица од Делчево имаше интервенции на 25 пожари и технички интервенции, од кои пожари на запалени моторни возила, на запалени отпади, ѓубрива, исто така имаше и одредени пожари на отворен простор. Значи имаше пожари на шуми, но во помал обем, така да за разлика од претходните години до овој период можам да кажам дека досега има доста намален број на шумски пожари. Се надевам дека со свесноста на граѓаните, која што треба да биде на доста високо ниво во овој период, дека нема да имаме пожари во овој период на годината, исто така и понатака. Најризични подрачја класифицирани како опасност од прва категорија се подрачјата со борова шума. Значи, доста ризични подрачја кај нас се на планината Голак, потоа во пределот на село Селник Вратисловце, кај што во поранешните години имавме доста големи пожари. Исто така во селата Нов Истевник, Стари Истевник, над селото Звегар, тоа се едно ризични подрачја каде што имаме насади од борови насади. Со оглед на тоа што скоро 99,99% пожарите на отворено ги предизвикува човечки фактор, од територијалната противпожарна единица од Делчево апелираат на внимателност при движењето во шума. Апелирам до граѓаните кои што се движат во шума да бидат многу внимателни, затоа што во овој период настануваат и сушење на тревата и на вегетацијата, така што се зголемува опасноста од настанување на шумските пожари. Во наредниот период исто така апелираме граѓаните да ги чистат своите дворови, односно куќите или викендиците кои што ги одржуваат, затоа што со самото натрупување на некоја растителна вегетација, која што исто така во овој период доаѓа до сушење, представува опасност од појава на пожари. Во последните 5 години во Делчевскиот регион во пожар изгореле околу 1000 хектари шума и тоа најмногу борови насади. 2013 година беше копна за пределот кај селата Селник и Вратиславци, каде пламените јазици голтнаа околу 500 хектари на борова шума. Пожар кој беснееше 3 дена, а беа вклучени екипите од територијалната противпожарна единица, шумското стопанство, јавни предпријатија, полицијата и дирекцијата за заштита и спасување, но и голем број на доброволци од Делчевско. Сојузот на борците во Штип денес се одбележува 71 година од загинувањето на првоборецот Вера Циривири Трена. Пригодна програма имаше денес пред спомен бистата на Трена во градинката која го носи незиното име. Денеска се одбележаа 71 година од денот на загинувањето на борецот Вера Циривири Трена во Штипската детска градинка насловена по нејзиното име, со говор и полагање цвеќе на нејзиниот споменик се оддаде почит за храбрата Вера. Почитувани присутни, името и херојското дело на Вера Циривири Трена ќе остане вечно врежано во историјата на нашиот народ. Затоа, токму денешното чествување и одбележување на 71 година од нејзиното загинување го посветуваме на храбрата Вера Циривири Трена. Пригодна реч и рецитал за Вера Циривири дадоа дечињата од градинката. Се сеќаваме на храброста твоја што се бореше за иднината моја. За кого? За Македонија!
Инаку Вера е македонска партизанка, учесник во НОП. Таа важи за многу добар инструктор со одлични организаторски способности. Вера за македонскиот народ го дала својот живот. Таа ни дозволила да биде убиена од рацете на непријателот, поради што се самоубила. Покрај вработените и децата од градинката, цвеќе положија представници од институциите во Штип и граѓански здруженија. Нека и биде вечна слава и благодарност. Меѓународниот монетарен фонд објави дека на Грција ќе биде неопходно поголемо олеснување на долгото од она што се подготвени да и го дадат лидерите на Европската унија. Според студијата на фондот објавена пред денешното гласање во грчкиот парламент за договорот за финансиска помош од 85 милиарди евра, се наведува дека во Грција се влошил финансискиот хаос и дека европските земји треба да и дадат на земјата 30 годишен грејс период за сервисирање на европскиот долг, вклучувајќи нови заеми. Стратешкиот руски бомбардир се урна за време на воена вежба. Екипажот успеал да се капитулира од авионот пред уривањето, но двајца пилоти сепак загинале. Останатите 5 членови на екипажот се пронајдени живи. Група од 20 странски туристи, граѓани на Велика Британија, Јужна Африка и Индија, биле уапсени во Северна Кина под сомнение дека некои од нив биле поврзани со терористичка група. Кина се согласила да ослободи 11 од нив, но останатите остануваат приведени во автономниот регион внатрешна Монголија. Според кинеските власти, дел од туристите гледале во хотелските соби пропагандни видеоматеријали на забраната група. Иако не освои титула, младиот беровчанец Кристијан Воденски извојува 3 победи за својот клуб Грисхајм од Франкфурт во борење на покрајната Мајнаш Пестар и придонесе за својата вице-шампионска титула. На ова надпреварување се надпреваруваа 6 клуба, а екипата на Кристијан Воденски го освои пехарот Георг Хек 2015 во Мембрис Кенингсхофен. Воденски, кој што се надпреварува во повеќе спортови, меѓу кои во борење во категоријата до 25 кг имаше 4 борби, но на едната противникот не излезе на душекот, а останатите 3 супериорно ги доби. Тој уште едно дете од неговиот клуб по потекло од Русија има максимален учинок. Ако нивните клубски другари беа на врвно ниво, клубот на Воденски ќе го освоеше првото место. Инаку нашиот мултиталентиран спортист за боречки спортови Кристијан Воденски се најде убедливо на првото место на ранг листата за кикбоксери во дисциплината лајт контакт во Германија. Воденски е рангиран за деца до 12 години во категорија до 25 кг. Тој настапува во Германија, каде што работи и живее неговиот татко и тренер Ване Воденски, а настапува под знамето на Македонија. Фудбалскиот клуб Тетекс за неколку дена ќе згасне. Направен е договор за продажба. Клубот ќе го купи поранешен репрезентативец и клубот ќе биде префрлен во друг град. Со самата продажба и промената на локацијата ќе биде сменето и името на клубот, што значи дека брендот Тетекс ќе згасне. Нешто што е градено цели 62 години ќе биде уништено за еден ден. Има луѓе кои што живеат за Тетекс и вистински го сакаат. Повик до сите кои вистински го сакаат Тетекс да не дозволиме нашата најголема љубов да згасне, да се обединиме и да го спречиме ова зло. Тие што сакаат да го уништат клубот немаат никакво право на тоа и Тетекс не е ничија приватна сопственост, па да може што сакаат да прават со него. Тетекс е единственото нешто што им остана на македонците во Тетово. Доколку го згаснете Тетекс, ќе го изгаснете и последното светло во градот. Се уште постојат верни навивачи и љубители на клубот, кои никогаш нема да дозволат негово згаснување, пренесуваат од фудбалскиот клуб Тетекс. Со информациите од спортот го завршуваме дневникот. За крај проследете ја временската прогноза. Пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.